discussion about the tourism project and other projects and innovation. Yeah, the meetings here in the World Bank. It's a pleasure for us to receive you here and have the opportunity to discuss about, explain to you what is our proposed agenda and if this is fine with you. So. Drago Marko, my advisor for communication. Very excited to meet you and the entire delegation. My name is Raha Shahidza. The economy, pretty much productivity, foreign direct investment, finance, all these good things. Always it's Happy nice to to meet have you. you here. Yes, thank you very much. It's very nice meeting you here in Washington. Last time we saw each other. How many years of partnership? 1993. 25. Yeah, we had to delay by 26 years. 26 we wanted to until do it now. last year. Gratitude about this support by the World Bank, and of course the World Bank was one of the yes, because everything else is already structured, I can say somehow, but we have to structure this part of the of the cooperation in the future. Of time to pass through this with all institutions in our country on the same table. This program for competitiveness and innovation. This is only one part of. It's my pleasure to meet you again. Thank you very much. in Very nice to see you. Washington. Thank you for coming to our offices. Yes, it's my pleasure. I'm Odysseus. Nice to meet you. Hi, how are you? I hope that this program can be fixed. I have discussions here. Opportunity to meet IFC and to discuss about Smart National. My perception and what I'm looking in our society about from economical point of view and scheme in the future in our country. And I can explain very briefly why. It's with few words. Most of our needs in the country for infrastructure projects and for what is the priority project in the country that we are solving all these issues with loans, reforms, how this government is in power. We open through the energy law in the energy area and we have После завршувањето на Делфи самитот, кој што беше организиран за развојот на економски во Југоисточна Европа, денеска имавме средби со Светска банка и со IFC, кој што е корпорейт делот од Светска банка, со намена. Практично со Светска банка средбата беше реализирана од причина да се договориме околу програмата за иновативност и конкурентност, која што ќе биде поддржана во следниот 4-годишен план на Светска банка за финансирање на нашата држава. Иначе Светска банка во следните 4 години издвои 420 милиона евра за поддршка на македонската економија и на државата во Република Северна Македонија. Една од тие програми е програмата како да се направи подобра бизнис околина и во тој дел имаме повеќе активности. Активностите се во делот на подобрување на бизнис околината, во делот на подобрување на транспортните капацитети, локалните патишта, модернизацијата на земјоделието и една многу важна компонента е компонентата на подобрување на капацитетот на иновативност и конкурентност на македонските компании. Цениме дека оваа компонента е исклучително значајна за индустриализацијата на државата. Се обидуваме таа компонента да ја направиме компатибилна со програмите што ги веќе има владата преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите и Фондот за иновативност. Постигнавме согласност околу тоа. Светска банка во декември ќе има мисија во нашата држава, каде што ќе ги финализираме тие разговори. Имавме средба и со подпредседателот Сирил Милер, во кој што ги потврдивме сите тие заложби заеднички за подобрување на економијата и во сите останати сегменти. Мислам со господинот Милер дека допревме уште една важна тема, а тоа е темата на енергетската ефикасност, бидејќи Законот за енергетска ефикасност е во парламентот во нашата држава и тие се спремни да партиципираат во Фондот за енергетска ефикасност и тоа е една важна компонента во која што ќе имаат пристап македонските компании да ги направат своите процеси енергетски ефикасни, а при тоа да бидат поддржани од тој Фонд за енергетска ефикасност. На средбите во IFC зборувавме во главно за два проекта. Едниот проект е проектот Чебрен. Постигнавме договор и согласност до крајот на декември да се распише тендерска постапка за проектот Чебрен под променети и пазарни би рекол услови.
Тука AFC веќе долги години има сознание за овој проект. Мислам дека со насоките кои што ги работевме во последните 6 месеци заеднички, дека ќе постигнеме еден успешен, конечно успешен тендер после 9 неуспешни тендери за Чебрен. Изгледите за тоа се многу големи, оптимисти сме и ние од страната на владата, но и AFC, значи од нивна страна. Изборувавме за уште еден проект, а тоа е проект како се зголеми соработката помеѓу домашната индустрија и странските директни инвестиции. Тука ги разгледавме сите можности и меморандумот за разбирање за овој проект исто ќе биде потпишан до крајот на годината. Тоа се фактите кои што мислам дека ја ги покажуваат практично добрата соработка помеѓу Светска банка, AFC и македонската влада.